Здраво, ова е 118-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Platform на Галдер Кастелу Урутија, во кој станува збор за една дистописка иднина во која има отсуство на ресурси и луѓето може да завршат во конструктот именуван како јамата, односно вертикален подземен затвор, кај што по прелиминарно интервју за еден прием, еден волонтер дознаваме дека има за цел да влезе во овој затвор за да добие сертификат со кој би се искачил во надземната хиерархија и би имал подобра социјална позиција. Од тие побуди Горенг се буди на 48-то ниво на затворот и преку неговите очи го спознаваме структурирањето на објектот, во кој на секое ниво има по една ќелија, висока 6 метри, широка 20, со квадратен отвор на средина, низ кој што се симнува платформа, пратена од администрацијата на затворот, од нултата просторија, кај што се наоѓа ресторанот во кој се приготвува храната за затворениците и се упатува надолу до дното и застанува на секое ниво само 2 минути. Со помош на цимерот ветеран Тримагаси, Горенг ги спознава правилата на јамата, односно секој затвореник има право на еден личен објект од надворешноста, а затворениците не смеат да чуваат храна со себе надвор од платформата, затоа што постојат методи на санкционирање со постепено наголемување или намалување на температурата и еднаш во месецот се заспиваат затворениците со помош на газ и се будат на различно ниво кај што треба да преживеат. Ова е едно од најоригиналните сценарија кои ќе може да ги слушнете во емисијата оваа година, затоа што поседува уникатно градење на свет кој ретко каде може да се забележи. Ако се водиме од визуелниот план, тогаш Cube на Винченцо Натали секако дека е своевидна референца за овој филм, поради затворањето на ликовите во еден експеримент, снимање со мал буџет во една локација, меѓутоа поводот за учествување во него и мотивот за преживување е сосема поразличен од култниот филм на канаѓанецот. Именно научно-фантастичните елементи се врзуваат исклучиво за ситуираноста на експериментот и механизмот со кој оперира администрацијата на затворот. Останатиот дел на филмот е чист екзистенционалистички хорор, со кој што се соочуваат прегледнетите заробеници, кои се подготвени да направат се што е потребно за да се изборат за последниот залак на платформата. Колективот ги трпи последиците на лакомоста на индивидуата. Филмот е екземплар за човечката ненаситност. Поставеноста на хиерархијата помеѓу ќелиите ја има најиндикативната символика на алегоријата во која што се организираат општествата. На врвот ги имате среќниците, кои ја имаат погодноста да се гозбат на полна софра, да бираат дури што ќе јадат и благодарение на нивната свирепа алчност се нафрлаат на храната како никогаш да не ја виделе, јадејќи од сите порции, така што за затворениците кои се наоѓаат на пониските нивоа, речиси и да не преостанува ништо за да се прехранат од трошните остатоци, што ја начнува борбата за трошките помеѓу нив. Недвосмислено дека е јасна дистинкцијата помеѓу сталежите. Меѓутоа, не трае вечно оваа поставеност на затворениците, затоа што кога ќе заврши овој месец на гоење на тие од врвот, има само еден правец во кој ќе се упатат, а тоа е надолу во лествицата, односно тие јадат како животни додека можат, затоа што кога ќе завршат, на дното никој нема да им остави јадење на располагање. Тука лежи тежината на човештвото да се самоорганизира, затоа што на платформата има порции за секого, меѓутоа некој одлучува да го јаде туѓото јадење, само затоа што може, па затоа не преостанува ништо за другите. Во оваа пресликана хиерархија од надворешниот свет, во кој сиромашните се хранат со јадењето на посиромашните, а најсиромашните умираат од глад, се јавува идејата за самоиницијативна солидарна распределба на храната, која Горенц ќе се обиде со сила да ја примени, иако ќе му се спротистават прегладнетите затвореници од подножието на јамата. Колку ќе биде успешна оваа негова иницијатива и дали може да биде присилно применет овој солидарен систем, останува на вас да погледнете и заклучите сами.
со оглед на тоа што ликовите се препуштаат на нивните примални пориви и потреби, нехигиенските услови на оваа мувлосана руина е најмалиот проблем за затворениците, на кои тие од повисоките сталежи им се мочаат врз глава, а безнадежноста на припадниците на пониските нивоа е толку обземачка што единствениот излез од таа ситуација одредени ликови го наоѓаат во самоубиството. Ликовите се препуштаат на примитивната дихотомија на борба или бегство во обид да преживеат во овој вертикален безнест пекол. Филмот бара гледачи кои може да го сварат прикажаното насилство, затоа што не е благопријатен приказот на човештвото кога ќе биде препуштено секој да граба за себе, колку што му се сака, не колку што му треба, знаејќи дека утре тој ќе биде послужен со трошки од новите бескрупулозни надредени, кои ќе се мочаат врз неговата несреќа, буквално и метафорично. Таков е светот, некој ќе складира брашно, некој тоалетна хартија, а за некого ништо нема да преостане. Затоа е погоден моментот за објавување на филмот. Горенк е човек кој нема да може да преживее во Дарвиновата природна селекција која владее во затворот, затоа што е идеалист, кој од надворешноста ја зема Дон Кихот, и во текот на филмот самиот се бори со ветерници заедно со хедонистот Санчо Панса, кој му посочува како функционира светот во внатрешноста, кај што некои се вооружуваат со сечила за да преживеат, а Горенк со збор. Споредниот тек на дејствието со маниакалната мајка во потрага по детето ја исполнува функцијата на пресретнување со Горенк и наоѓаме неочекувана хуманост при таа средба, меѓутоа и силена е употребата на оваа недоразвиена арка на мистериозниот лик. Кинематограферот Жон Ди Домингес се истакнува со десатурирање на боите за да го истакне трулежот во кој се дават ликовите, а во музиката на Аранзазу Калеха доминираат джичаните инструменти и перкашенот на кој се подгрева тензијата во делото. Во ера на избледени филмови дупликати, сценаристите Давид Де Сола и Педро Риверо нудат една уникатна нихилистичка визија на светот во кој живееме. Научната фантастика служи за да не предупреди да не дојде до ова сценарио. Грозоморната естетика режисерот Урутија ја негува одамна и ја надоградува уште од хипернасилниот и крвав краток филм Ла Каса де Лаго од 2011 година, кај што без говор успева да стилизира неколку криминогени чинови. На режисерот му предстои одлична иднина, исполнета со вакви изданија кои ќе останат запаметени од гледачите и ќе го достигнат култниот статус во иднината. Јасната визија во разработувањето на заемниот однос на ликовите, морализирањето на нивните одлуки, како и блискоста до францускиот екстремизам и торчер хорор, му дава уникатен подпис на овој автор со неговиот вертикален Snowpiercer. Мислам дека Алберт Ками и Семюел Бекет најмногу би уживале во конфликтните екзистенцијални ситуации и не би им пречил изнудениот канибализам. Филмот имаше значителен фестивалски живот, првично прикажувајќи се на фестивалот во Торонто, кај што ја освои Grolsch People's Choice наградата, а полесно освои све што имаше да се освои на Sitges. Играше и на Fantastic Fest во Остин, играше и во Торино, пред да биде откупен и прикажан на Netflix, кај што овој нискобуџетен филм допре до стотици милиони гледачи широм светот. Најголемиот недостаток кој што можам да му го препишам се однесува на недоволно разработениот крај, затоа што се појавуваат одредени споредни ликови кои со сила се вметнати со цел да имаат некаков значителен удел во самиот епилог, меѓутоа за еден ваков насилен филм недоволно добро е разработен крајот, во кој дискутабилно е дали е постигната зацртаната цел или пак залуден е севкупниот труд, чие што тежиште делува изнудено, избрзано и незначително. Ова е еден радикален филм кој ја пресликува профаната хиерархија на сиромашните и посиромашните во една вертикална јама во која секој се обидува да преживее како што знае и умее, на сметка на тој што се наоѓа под него, земајќи му го залакот од уста, наместо да покаже емпатија. Насилен и моќен хорор филм, кој што демонстрира дека жанрот може да придонесе со уникатни дела, доколку се мотивирани, вешто склопени и водени од силна социокритика. Homo homini lupus est. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Platform од мене има 4 од 5.
Доколку ви се допадна 118-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!